Ке остане ли ги рила акцијата, слушај го Венко. Само флоскула од времето кога пиарот на министерот го представуваше Филипче како херој. Мирните пресконференции кои Филипче ги одржуваше на почетокот на пандемијата, сега се претворија во шоу програма. Викање, прекорување, надмудрување и ароганција кон новинарите, што поставуваат граѓански прашања. Првиот човек на Комисијата за заразни болести Караджовски, од кого дел од политичките партии бараат оставка, вчера вината за коронавирусот ја лоцираше само кај граѓаните. Не заборави да ги напомени ифтар вечерите како причина за ширење на заразата. Го пуштали владата епидемиологот низ вода, особено како јавно го оставија да ги искара новинарите, кога го прашуваа дали се чувствува одговорен за новиот бран на COVID-19. На прашањето ваше дека дали чувствувам одговорност, па не сум убил некого па да чувствувам одговорност. И во владите на ВМРО ДПМН сум бил член на оваа комисија, и во владите на СДС, и во владите кога верувам дека вие сте биле студентка уште. Во 1993-4, се извинувам, не би ја знам староста. Ама пред 27 години сигурно сте биле основна школа, предпоставувам. Тогаш јас сум се борел со 2-30 епидемии. Наспроти Караджовски, кој прстот го впери во граѓаните дека се непримерни, доктор Пановски смета дека одлуките на надлежните не се доволно добри и дека политиката ја надмина науката. Како може да, кога се гледа кај се жариштата, дека тие бројот на случаи расте, место да се локализираат и да се притисне, да се разгладуваат мерките на целата територија, вклучувајќи ги местата каде што имаше нови случаи. Тогаш јас не можев да најдам и до ден денес никаква оправданост од здравствен или медицински или научен аспект. Имаше некои други аспекти што тоа се направи. И последиците кога не се слуша науката е така, како што е. Кога науката ќе почне да слуша политиката. Последните излагувања на Филипче, дел од јавноста ги карактеризира како срамни. Жестоки реакции имаше за овој карантински викенд, за кој само одреден дел од жителите на општините мораа да бидат дома, а другите не. Па туристичките места се наполнија со оние кои бегаа од 80-часовниот карантин, а со тоа се зголеми и ризикот за пренос на вирусот на местата кои не се жаришта. За оваа одлука Филипче рече дека тие знаеле дека луѓето ќе заминат на продолжен викенд, ама сепак ја донеле. Зголемувањето на бројот на заболени, но и починати од корона, како и изјавите дека ситуацијата е под контрола, а според дел од граѓаните и не е, доведоа за огромен пад на довербата која луѓето ја имаа во Филипче. Речи се половина од населението смета дека Македонија многу полоше се справува со опасната болест од земјите во регионот, се вели во последната анкета на ИПИС. Истражувањето покажува дека за разлика од април, кога 39,7% од испитаниците биле задоволни од работата на надлежните, во јуни таа бројка е 17,2%. Незадоволството од работата на властите исто така порасна речиси тројно, во април 12%, а во јуни 32% одговориле дека не се задоволни од работата на надлежните.